Добро дојдовте и официјално во првото видео на Медикус едукативни видеа на YouTube. Јас сум Дамјан Крстевски, уредник и презентер на Доктор Омнисент едукативните видеа. За оние кои што не знаат, Доктор Омнисент беше еден проект кој што се одржуваше во склоп на СОМА, студентски организирана медицинска асоциација на Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Гоце Делчев во Штип. Тој проект имаше за цел за цел да вадиме на YouTube каналот видеа кои што ќе бидат на еден начин туторијали за различни теми, различни предмети, пред се за предмети од медицинските науки, општа медицина, а може да послужат и на фармација, дентална медицина, ВЗШ и така натака, па со надеж дека можеле да се послужат и студенти на природни науки на други факултети. За жал имавме една стагнација од 2 и нешто години, каде што после првите 3-4 видеа не се имаше објавено ништо. За официјално од овој момент најавувам дека Доктор Омнисент под ново име Медикус едукативни видеа ќе продолжи самостојно да функционира, значи ќе се објавуваат, ќе се продолжи поточно со објавување на видеа од различни предмети, пред се за општа медицина, но сепак одржуваме и соработка со СОМА, така да долу во description имате линк од самата организација. Отворете го линкот, вреди да се посети, значи прават феноменални активности и организации. Пред да продолжам со видеото, само да напоменам дека целта беше да се почне со еден предмет и да се тера тој предмет, значи да се обработува, туторијали да се вадат. И започнавме односно со физиологија. И гледавме да се држиме до содржината на оние книги кои што ни беа назначени како, да речем, стандардизирани учебници, така да конкретно за физиологија. Најчесто се користи медицинска физиологија од Артур Гајтон и по него ќе се водиме горе-долу, значи не 100%, но содржината, средоследот ќе биде тој на некои поголеми теми. Првите видеа, 4 видеа, ако не се лажам дека се, за физиологија на мембрана, значи мембрански транспорт, акцијски потенцијали, мембрански потенцијали, тоа се обработени во 4 видеа на официјалниот канал на СОМА, така да долу имате линк од првото видео и од него можете да ги прегледате другите. Можете таму да ги видите, сметав дека немаше потреба да ги реаплодирам на овој канал, значи слободно може вака да се покаже, да речем, соработката. А тука продолжуваме со наредната тема, тоа е физиологија на мускули. Имаме 3 типа на мускули, по анатомски и хистолошки класификации. Некаде може да ги сретнете како 2 типа, но во глобала се земени како 3 типа на мускули. Првиот е напречно пругаста мускулатура. Самото име кажува, тие се напречно испругани, значи клетките под поларизирачка светлина се напречно испругани. Под еден, тоа се долги клетки, значи уште се наречени и мускулни влакна, бидејќи се долги од неколку милиметри па се до неколку сантиметри, значи замислите мускулни влакна, односно клетките на мускулус трапезиус, латисимус дорси, па дури на пекторалис мајор, тоа се огромни мускули, широки, кои што имаат по неколку сантиметри, па дури десетици сантиметри на мускулни влакна. Уште се наречени и скелетна мускулатура, значи скелетни мускули, бидејќи најголемиот дел од нив се наоѓаат на скелетот, значи го формираат активниот дел од скелетот. Така да и скелетна мускулатура и се соодветствува најчесто со напречно пругаста, иако дел од висцералните мускули, многу мал процент од висцералните мускули во организмот се напречно пругасти, значи ларингс, фарингс, дел од езофагус и така натака. Вториот тип на мускули се мазна мускулатура, уште се наречени мазна буквално заради контраст на претходните. Тие не се напречно испругани, имаат долгунест вретеновиден изглед, значи како вретена, фузиформни и се многу помали. Ако претходните напречно пругастите клетките на напречно пругастите мускули се долги од по неколку милиметри или сантиметри, на мазната мускулатура се околу десетици до неколку стотина микрометри. Значи се многу помали и се долгунести и тесни. Не се испругани попречно, значи немаат пруги, немаат појаси потемни или посветли. Третиот тип на мускули, и пред да продолжам со третиот, тие се најчесто во висцерата, значи се наоѓаат. Значи крвни садови, лимфни садови, алиментарен тракт, гастроинтестинален, генитуринален тракт и така натака, значи. Третиот тип на мускул е срцевиот мускул
Интересно е што срцевиот мускул во некои литератури во хистологија ќе се најде како напречно пругаст мускул. Тоа е така заради тоа што бидејќи хистологијата е дескриптивна наука, примарно зборам, значи не конечно, туку примарно дескриптивна наука, изгледот, морфологијата на срцевиот мускул е напречно пругаста. Значи распоредот на актинските и миозинските влакна, односно актинот и миозинот, основните молекули на секој мускул, преку кој што тој функционира, тие си се така попречно поставени и напречно испругани, така изгледаат, се изучува некогаш и како напречно пругаста мускулатура. Но бидејќи физиологијата на самиот мускул е многу поблиску до мазната мускулатура, ќе кажеме дека во физиологијата срцевиот мускул е посебен мускул сам за себе. И како таков ќе го изучуваме. А за сега ќе продолжиме со напречно пругаста мускулатура, ова и наредните неколку видеа. Сега, за да сватиме како функционира еден мускул, за жал, половина од овие видеа ќе се однесуваат на градбата на мускулот, бидејќи половина од функцијата лежи во градбата на мускулот. Тука имаме една слика од мускул, напречно пругаст мускул или скелетен мускул, кој што е пресечен на половина, значи попречно е пресечен и одма се заприметја едно нешто, тоа е дека има едни групации кои што во анатомијата, односно хистологијата, се бележат како фасцикли. Еве еден фасцикулус. Фасцикулус или fascicle на англиски значи сноп. Поточно на латински значи сноп. Од шо сноп? Од сноп од мускулни влакна, односно мускулни клетки. Секој фасцикулус е од неколку стотици до неколку илјади мускулни клетки содржи во него. Сега има една интересна, да речам, структура, што може да се види на подолната слика, значи. Можеме да заприметиме следното. Секоја мускулна клетка која што е представена со овие полукружни или така навидом кружни структури, секој од нив е всушност мускулна клетка. Околу секоја мускулна клетка се наоѓа еден тенок слој на растресито сврзано ткиво, значи околу секоја, кој што всушност е обележан како ендомизиум. Ендо значи внатре. Ендомизиум внатре во фасцикулусот се мисли. Ендомизиум. За секој сноп кој што ги содржи овие клетки е обвиткан со подебела, поголема, поопширна да речам обвивка од сврзано ткиво, во овој случај густо сврзано ткиво, а тоа е наречена перимизиум. И на неа всушност од внатре се поврзани самите пластинки на ендомизиумот. Перимизиумот, што објаснет овде, ете го има околу секој фасцикулус или околу секој сноп. И тоа е од густо сврзано ткиво, значи. Измеѓу секој фасцикулус можете да заприметите дека врват крвни садови, значи модерен степени можно и лимфни садови да поминуваат во мал процент, нерви исто така. А околу секој мускул, значи во глобала сите снопови заедно се обвиткани, односно мускулот обвиткан со епимизиум. Епи значи над. Уште тука е и бележано, значи епимизиум. Значи за накратко најлесно се запамти, ендомизиум се мисли на ендо, внатре во фасцикулусот, значи клетките ги обвиткува. Пери значи околу фасцикулусот го обвиткува. Епи значи над, се мисли над целиот мускул. И всушност епимизиумот доаѓа во сооднос со мускулните фасции. И сега да видиме како изгледа едно мускулно влакно, односно клетка на мускулот, како е изградена. Тука одма можеме да видиме еден така цртеж кој што не е баш добро артистички, но врши работа според мене. Ова е мускулно влакно. Мускулното, тоест поточно дел од мускулно влакно, кое што одма можеме да заприметиме неколку структури. Прво нешто што ќе заприметиме е ова една раскината, расцепена мембрана,
или обвивка. Во овој случај, тоа е всушност клеточната мембрана на мускулното влакно. Но во овој случај тука не се нарекува клеточна мембрана, туку се нарекува сарколема, која што го чува содржајот на клетката внатре на мускулното влакно, наречен уште саркоплазма. Од каде доаѓа тоа сарко префиксот? Од грчкиот саркос, кој што значи месо или мускул, што ќе се најди. Всушност се однесува од клеточната мембрана, исто така се е позната како плазма лема, во овој случај плазма лемата на месото, односно сарколема, и клеточната плазма, односно плазмата на клетката, односно плазмата на месото или саркоплазма. Таа е аналогијата, значи сарколема и саркоплазма. Не е чисто само лингвистички вака терминот поставен демек плазма на месото, мембрана на месото, туку и структурата. Значи сарколемата како клеточна мембрана не е само липиден двослој како и ке другите клеточни мембрани, туку всушност има и цела обвивка околу нејзе од богата со протеогликани, значи, и колагени влакна. Оние колагени влакна кои што влегуваат во директен сооднос па и во составот на ендомизиумот. Што значи дека целокупната структура на плазмалемата, на сарколемата, односно на клеточната мембрана, е многу по-ригидна, многу по-цврста, многу по-механички резистентна. Логички и заради тоа што мускулното влакно кога ќе се контрахира генерира голема механичка енергија. Исто така и саркоплазмата е по-специфична, значи за разлика од другите клетки, кај што во наводници имаат некои си горе-долу ист распоред каде се наоѓа јадрото, каде се наоѓа ендоплазматски ретикулум, Голџи апарат и така натака. Овде гледаме дека најголем дел од саркоплазмата е исполнет со овие цилиндрични структури, кои што се наречени миофибрили, значи. Миофибрили се всушност органели, на некој начин, кои што се составени од актински и миозински влакна. Околу 3000 актински влакна и 1500 миозински влакна, значи. Така да ова е основната органела на некој начин на самото мускулно влакно. Така да најголемиот дел од самата сарколема ќе се одвива, ќе зазема самиот миофибрил. Колкав е број на миофибрили, односно на овие цилиндрични структури, во зависност зависи од тоа колкава е самата мускулна клетка. Колку поголеми мускулни клетки, кои што се задолжени за поснажни контракции, ќе има поголем број на миофибрили и обратно. Помали мускулни клетки, помал број на миофибрили. Но самиот миофибрил има фиксен број на актински и миозински влакна, кој што е 2:1, односно 3000 актински наспроти 1500 миозински влакна. Друго нешто кое што може да се запримети е следното, значи. А тоа се овие лилави структури кои што јас по грешка ги имам нацртано надвор, треба да се внатре во самата мембрана, значи, изникнати. А тоа се јадра. Зошто се многу јадра? Значи, прво, мускулните влакна се повеќе јадрени. Едни од неколкуте клетки во организмот кои што се повеќе јадрени. Зошто? Тоа е заради имаме ембриолошка причина и физиолошка. Ембриолошка заради тоа што примордиалните клетки, значи миобластите, уште во ембрионалниот развиток, кога се формираат, мигрираат, односно на местата каде што треба да се наоѓаат, тие коалесцираат меѓу себе за да формираат долги, издолжени структури наречени миоцити, за од нив на крајот да се формираат мускулните клетки, односно мускулните влакна, значи миобласти коалесцираат во миоцити, од кои што на крај се формираат мускулните влакна. И всушност јадрата на овие клетки се зачувани. Тоа е првата причина. И втората причина е просто едноставно, кога имате клетка долга неколку сантиметри, а јадро од неколку стотина нанометри,
очигледно е дека тоа не може само на себе со својата скромна големина да ги задоволи метаболните функции на клетката, така да имате повеќе јадра кои што секој соодветно на соодветниот домен синтетизира и го регулира метаболизмот, растот и развојот на самата мускулна клетка, така да десетици па дури и по стотина јадра има во мускулните клетки. Ова е генералната шема од тоа како изгледа едно мускулно влакно и како е изградено. Исто така, нели, меѓу другото има и, нели, гранули на гликоген. Сега, што има внатре во самата саркоплазма, која ќе се отстрани самата плазматска мембрана, имаме неколку структури. Прво нешто, освен овие цилиндрични, основно миофибрилите кои што ги имаме, гледаме и други две структури, а тоа е првата е овие светлосини, трикизни или какви да се структури, кои што се митохондрии. Специфично поставени во оној дел, ке кажеме, каде што се спојуваат актинските и миозинските влакна. Зошто? Заради тоа што таму се одвива контракцијата, ќе објасниме во понатамошните видеа, и оптимално да им донесат аденозин трифосфат. Затоа се таму поставени стратешки во наглавници, така кажано. Другата структура која што треба се памти е саркоплазматскиот ретикулум, оваа голема лилава структура. Зошто се нарекува саркоплазматски ретикулум? Значи, пак сарко. Префиксот е тоа што гледате и морфолошки и структурно, односно функционално е различен. Доколку погледнете мазен ендоплазматски ретикулум во другите клетки, ќе го видите дека има некоја си цистерно-тубуларна структура, која што се наоѓа во одреден дел на клетката, близко до раповиот ендоплазматичен ретикулум. Најчесто овде го гледате како има терминални цистерни и лонгитудинални канали кои што го поврзуваат. Тоа е така заради тоа што тој е главен во иницијацијата на контракцијата. Така да гледате дека ги обвиткува сите миофибрили одоколу, па дури и навнатре, значи се провнува, провлекува и ги поврзува сите меѓу себе, се поврзуваат цистерни и тубули од самиот саркоплазматски ретикулум, се со цел за која ќе имаме иницијација од нерв импулс, целоисходно цела мускулна клетка да ја активира наеднаш. Ќе објасниме понатака како. Во глобала тоа е за структурата на мускулно влакно, а сега да видиме која е структурата на еден миофибрил. Доколку отстраниме еден миофибрил, значи, доколку го отстраниме еден миофибрил, тој би го имал, значи, следната градба, вака за почисто да се гледа. Тој би имал следната градба, значи, гледаме тука дека имаме едни вака на помало зголемување, посветли региони и потемни региони и во самите тие темни посветли нијанси. Тоа е круцијално, значи, за да се разбери структурата. Доколку се погледни на поларизирачка светлина, значи, на електронски микроскоп, се гледа следната структура. Само да ја донесам. Следната структура, а тоа е дека овие темни региони кои што ги опишав соодветствуваат со ова така наречена А-зона или анизотропна зона, бидејќи анизотропна на поларизирачка светлина. А од друга страна пак овие посветлите региони ќе соодветствуваат исто така и се наречени И-зони или изотропни зони, бидејќи се изотропни на поларизирачка светлина, просто едноставно. Сега, значи И-зона и А-зона, изотропна и анизотропна зона. Што е карактеристично за нив? Изотропната зона, значи која ќе ја заеме, таа е поделена, гледаме, со една линија меѓу себе. Ова да не ве лажи, ова се всушност граници помеѓу други миофибрили. Така да само ова да ќе го земиме. Изотропната зона е поделена на средна со една линија, која што всушност изгледа како зигзаг линија, значи доколку се гледа вака назабена. И ова е наречена така Z
мембрана. Ова Z мембрана е всушност почеток на актинските влакна. Значи од ова Z мембрана и кон едната и кон другата страна имаме актински влакна кои што се движат. Тука можеме да ги заприметиме како едни по-тенки продолжетоци, значи, кои што се движат кон средината на оваја на А зоната. Во самата А зона на средина има една така наречена линија, а тоа е М мембрана. Значи М мембрана на која што се поврзани миозинските влакна. Значи и кон лево и кон десно одат миозински влакна. Или на самиот миофибрил можеме да заприметиме дека тие се овие подебели структури кои што дадат и кон лево и кон десно, а се опикуваат измеѓу актинските влакна, значи. И сега можеме да заприметиме, тоест да заклучиме зошто на средина има една посветла зона, која што реков, посветла нијанса. Таа уште е наречена и Х зона, ова е латинична Х. Х зоната, која што се наоѓа во А зона, е всушност посветла заради тоа што таму чисто се наоѓаат миозински влакна. Бидејќи, како што рековме, од М линија почнуваат миозински влакна, тие и се движат кон една и кон друга страна, на средина тие се не преклопени со актински влакна, значи. А од друга страна пак и зоната е цела само актински влакна и таму не е се преклопени со миозински влакна. Само овој дел од А зона, од анизотропна зона, кој што е најтемен од сите, само таму се случува преклопување, односно преспојување на баш преклопување со актински и миозински влакна. Значи, кога се станува збор за обојувањето, имаме изотропна светла, анизотропна темна зона со средишна Х зона. А кога е за структурите, имаме Z мембрана и имаме каде што се поврзуваат актински влакна и имаме М мембрана, каде што се поврзуваат миозински влакна. Основната структурна единка во оваа органела е саркомерот. Значи, тука па и нема место, а овде ќе го потпишам. Основната структурна единка е саркомер. А тој се протега од една Z мембрана до друга Z мембрана. Што значи дека ова ќе биде саркомер. Исто како што и ова ќе биде саркомер. Значи, една темна и две светли одоколу. Половични, поточно светли. Значи, цела А и по половина од лево и од десно и зони. Тоа е саркомер. Всушност, тоа е основната единка, појдовна единка на еден миофибрил. Кога ќе се тргнат овие сите структури, молекуларно еден миофибрил, доколку се расчлени како на молекуларно ниво, би изгледало нешто вака. Значи, каде што сега тука не е баш добро нацртано, ова ќе биде значи А зона, ова ќе биде И зона, па повторно А зона, па друга И зона и така натака, каде што измеѓу секоја А зона имаме Х зона. Мала Х зона. А тука можеме да ги бележиме М линија и Z мембрана. Значи, ова е ултраструктурата. На молекуларно ниво нешто би изгледало вака. Ова е всушност се гледа, значи, од М линијата миозински, овие розеникави миозински влакна со странични рачења кои што излегуваат главички, и актински влакна, овие темни лилави кои што се испрутнуваат измеѓу нив. Значи, ова е структурата на саркомерот. Еве го. Ова всушност представува еден цел саркомер. Нели кажавме дека саркомерот е половина од И зоната и цела А зона. Ова е еден, грешки овде, ова е еден цел саркомер. Сега да видиме по детално како изгледа еден саркомер, значи тие Z и А линии, Z и М линии кои што ги представуваме цело време. Доколку, вака само да направиме, доколку превземиме само еден мал дел, значи од овој саркомер,
Само момент. Доколку земиме еден мал дел од саркомерот. Тогаш тој би изгледало и би го, нели, го зголемиле, тој би изгледало нешто вака. Значи да го тргнеме ова. Ова е еден мал дел од саркомерот. Тука одма можем ги имам бележано, значи Z мембрана што е, M линија како е, друга Z мембрана. Навака продолжува остатокот од И зона, односно од актинските на другата страна, каде што има друга M линија. Одма гледаме дека имаме дебели влакна, или така наречени миозински влакна, и танки влакна, или актински влакна. И гледате дека од секоја Z мембрана, значи, испотекнуваат овие истите. Од секоја Z мембрана и одат кон M линијата на средина, а обратно па миозинските влакна потекнуваат од M линија и одат кон Z мембрана. Друга структура, трета поточно структура, која што се гледа овде, овие како бисери испаднаа, требаше да се спирални, а ова е титин. Тоа е протеин кој што почнува од Z мембрана, спирално се усукува и се поврзува за миозинот. Тој не дозволува прекумерно истегнување, значи, на овој саркомер. Што се подразбира под тоа прекумерно истегнување? Само малку да го намалам. Кога имаме контракција, што се случува всушност, се случува следното. Миозинските влакна се поврзуваат со актинските, значи, се поврзуваат преку овие главички кои што ги има, и ги влечат кон себе, кон M линијата, и од едната и од другата страна. Така да целокупниот процес изгледа собирање вака на една Z мембрана кон друга. И има скратување. Доколку продолжи контракцијата, ќе продолжи носењето, тоест влечењето на актинските влакна се додека не дојди до преклопување на актинските влакна од едната страна со актинските влакна од другата страна. И што всушност заприметјаме е дека миозинските влакна се судираат со Z мембраните. Едната и од другата страна, а во центарот па актинските влакна од едната и од другата страна веќе се судираат или се протнуваат едни измеѓу други. И всушност тоа е причината, после понатака во други видеа ќе објасниме зошто при кога мускулот е скратен максимално, мускулната контракција е многу слаба, но тензијата е многу слаба. Токму заради ова. Бидејќи ги гледате доколку има понатамошна контракција, миозинските влакна се судираат со Z мембраните од една страна, а од друга страна пак актинските влакна меѓу себе се тријат и судираат едни со други од едната и од другата Z мембрана. Така да нема понатамошна контракција, не може тензија да се развие. Сега што ќе се случи при релаксација? Логично, обратното се случува при релаксација, значи се истегнуваат актинските влакна и од едната и од другата страна, се додека не се постигне некоја сигула. Во овој случај гледате дека таа И зона ќе се зголемува, а ова А зона која што е најтемна тука каде што се преклопува, ќе биде скратена, значи. Логичко, заради тоа што се помалку од должината на актинот и миозинот се преклопуваат една со друга. И зашто ова е основата во контракцијата на мускул, односно лизгање на актински и миозински влакна се со цел за доближување на Z мембраните една со друга или оддалечување една во однос на друга. Така да, исто како што напоменав, титин молекулот, која ќе се истегни, ќе спречи понатамошно истегнување на Z мембраните од миозинот, така да се спречува на некој начин понатамошна релаксација до степен каде што ќе се отцепат актинот и миозинот, ќе нема да се приклопени повеќе. Во тој случај нема да може да настане контракција, бидејќи воопшто не ни се допираат меѓу себе, колку и да има иницијација од самиот неврон. И со ова мислам дека треба да завршиме со ова видео. Најголемиот дел од структурата на мускулот се обработи веќе, значи како изгледа од макрониво на микрониво, единствено што остана е ултраструктура, молекуларна структура на актинските и миозинските влакна, но тоа ќе се обработи во наредното видео, така да се надевам имавте корис од ова видео. Слободно во коментар долу пишете што
не ви јасно, што сакате да се обработи дополнително или недополнително, ставете лайк, сабскрајб и коментирајте, а се гледаме во наредното видео.